Добар ден, среќен ден. Еве не на крајот на фудбалската година, 31 декември, ја испраќаме 2023 година со фудбалски настани во кој доминираше Вардар. Од 35 одиграни надпревари бевме, известувавме и дававме свое видување и мислење на 30 надпревари. Во тој контекст фудбалската година 2023 беше и со репрезентацијата на Македонија, со други клубови во нашите европски купови, со јавување и за други надпревари каде што не играше Вардар. А сега кога веќе е известно дека има промени во фудбалскиот клуб Вардар, убаво е на одјавување на оваа година да направиме на мало ретро низ 1-2 минути и она што го очекува Вардар во продолжение на 2024 година. Збор за тоа повеќе во продолжение на оваа наша новогодишна емисија. Како и да се сврти оваа 2023 година, завршува убаво и позитивно за Вардар. На крајот од годината, основачот на фудбалскиот клуб Вардар, градското собрание, собранието на град Скопје, советот на град Скопје и неговиот прв човек, тоа значи градоначалникот, односно во конкретниот случај градоначалничката, го испочитува ветеното и изгласаното и ги доделија тие финансиски средства 12 милиони денари на Вардар, кој во оваа ситуација, во оваа безпарица, кога на некој начин малку се изјаловија и продолжија преговорите со потенцијалните инвеститори, спонзори или не знам како да ги кажам, луѓе кои се заинтересирани да инвестираат во Вардар и да го оплатат својот капитал, кога тоа не стигна да се реализира во 2023 година. Овие финансиски средства се добродојдени и ќе покажат дали навистина парите се отепувачка. Зборуваме за големите пари, кога е во прашање заминувањето или доаѓањето на фудбалерите, тренерите, функционерите, па да не ги редам сите. Интересно е што остануваат навивачите на Вардар, остануваат комитите со својата енергија, со својата идеја, со својата концепција и план и понатаму заедно со сите нас кои го сакаме Вардар и кои сме тука со него, најкоректно кажано од навивачки агол, од љубов кон црвено-црниот дрес, да ја продолжиме оваа пролетна сезона под водство на новиот шеф на стручниот штаб Горас Михајлов, секако Вардарово дете кој дебютираше за Вардар некаде на 16, неполни 17 години. Се сеќавам тогаш работев како спортски новинар на неделникот Скок. Со среќа нека и на луѓето кои ќе го следат. Играчите, фудбалерите се тука. Веројатно ќе има засилување откако веде раководството на клубот ќе го реши и ќе симни забраната за трансфери на фудбалери која дојде по блокирањето на кажавме во една наша емисија на сметката на Вардар од известни поборувања пословна плати. Не си релевантно, не се тоа големи пари, ќе се регулираат. Се очекуваат и нови засилувања на Вардар да тргне, да оди на подобро. Збор дај во третиот дел од нашата емисија за амбициите на Вардар пролетва, за она кое на некој начин веде раководството, го планира, го менаџира успешно до сега и на тие скромни амбиции помогнати од Вардаровата армија на навивачи на која се работи да се врати пролетниот дел во поголем број било каде Вардар и да ги игра своите надпревари, иако најавите одат дека Вардар дефинитивно ќе се врати на градскиот стадион. Ајде за тоа продолжение емисијата малку повеќе.
Далеко од скопската магла и искрено загадениот воздух, горе на отприлика 700-800 метри надморска височина, од оваа убавина македонска која ја дава нашата држава, символиката е на Вардар дека не е дрво без корен. Како што обстојува ова дрво низ сите беспаки, така и Вардар обстојува и ги издржува сите непријатни удари, сите оние ситуации кога реално изостанува потребната и необходната помош за рейтингот и реномето, за традицијата и за историјата, која Вардар го обврзува за поголеми резултати. Не се, сега сме со тоа Вардарово дрво, со неговите нишки, со таа крошна, со оваа структура која се обидува и релативно успева да го одржи клубот на едно позитивно ниво. Пролетниот дел и надпреварот со првиот надпревар со Гостивар веќе е нов мотив и за навивачите, и за нас кои го сакаме Вардар, и за раководството, секако и за фудбалерите кои заслужуваат искрени честитки за она што го постигнаа во овие реално несоодветни услови на она што на Вардар му треба. Честитки за нив. Што да кажеме, тука сме со Вардар, продолжуваме со еден слоган кој е доста популарен и во кој искрено долго време наназад верувам веди: сите сте за Вардар, ама не кажувате. Сега баш дали се сите, не верувам, ама голем дел се за Вардар или ние сме за Вардар. Во таа насока, срекна нова година, Вардаре. Срекна нова година на сите кои се во Вардар, кои играат за Вардар, кои работат за Вардар. Најголеми, најискрени, најсрдечни поздрави за сите кои навиваат за Вардар. Ке повторни тие кои се на стадионот, кои доваѓаат, дали играме во Маđари, на Петар Милошевски или во, не знам, Кратово или во надвор од Скопје, на други места, во Струга, да речеме. Вардар има навивачи и повторно ќе има. Срекна нова година, вардарци, да сме живи и здрави. Одиме во пролетниот дел од фудбалската прволивашка сезона. Вардар ќе успее, ќе остане прволигаш, ќе се избори за овој статус. Посакувам здравје, среќа на сите вардарци и борбата продолжува. Што друго да кажам?